овие денови на вистина би требало и оние што прават кампања сега да водат сметка како се изразуваат, што зборуваат. Господ Исус Христос својата проповед ја започна со повик на покаяние. Но ја заврши својата мисија на крстот со позивот на проштевање, вели: Оче, прости им, оти не знаат што прават. Значи, на своите джелати им проштева Господ Исус Христос. И со тоа ни дава и нам пример дека и ние не треба својот напредок во животот да го градиме врз тоа другиот да го понижиме и да го посрамотиме или така натаму, ами да најдеме доволно сили и на своите непријатели да им простиме, оти секој човек кој навредува, кој се труди другиот да го омаловажи, всушност самиот себе се деградира, се омаловажува, и да научиме нешто, сите да научиме нешто од примерот на Господа Христа. Па затоа, според мене, ако сака на тоа, алудира на тоа, бидејќи сега празник, нели, и црковен, а и државен изгледа, и оние кои работат сега на промовирање на своите, да најдат време да појдат прво в црква, да учествуваат во црквата, и после и тоа што ќе го зборуваат, нели, нова, да ги мерат, да ги своите зборови, да не се трудат, да не испуштаат тешки зборови и така натаму.